Представници на општинската администрација на комуналното јавно предпријатие Водовод, председатели на урбани заедници, здруженија и медиуми денеска дебатираа на тема квалитетот на животот на граѓаните и заштитата на животната средина, со цел да се согледаат надлежностите, проблемите и потребите за управување со отпадот во рамките на општина Кочани. Поконкретно, решавање на секојдневните потреби во сферата на комуналниот смет, дивите депонии, шут, разни крупни предмети, ситен и крупен отпад од домакинствата, маркети, работилници и друго. Модератор на состанокот беше Жаклина Пауновска-Ангелковиќ, која имаше поведно излагање на темата. Директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод Андреј Киров се осврна на надлежностите на предпријатието во зачувањето на животната средина преку одржување на хигиената. Генерално, како што се согледа и целата ова презентација беше дека треба да одиме со подигање на свеста кај граѓаните. Дали ќе се формира некое координативно тело или не, ние како комунално јавно предпријатие секоја година правиме одредена кампања за подигање на свеста кај самите граѓани во делот на комуналната хигиена со одредени флаери или преку медиуми со одредени известувања и слично. Меѓутоа ќе се потрудиме во идната година 2019 заеднички со локалната самоуправа малку повеќе да пристапиме кон овој проблем се со цел јавната свест кај луѓето да се подигне, да добиеме почист и поубав град. За поквалитетно работење се планира набавка на специјализирани возила и механизација. Веќе финанска конструкција е направена за обновување на возниот парк во самото комунално јавно предпријатие и тоа се однесува најповеќе на сакаме да земеме една нова машина, тоа е метларка, специјално возило метларка за метење на самите улици. Сакаме да земеме една машина, специјално возило цистерна за перење и миење на самите улици и сакаме да земеме оваа година една машина ровокопач или мултифункционална машина за одржување и на водоводните канализационите линии и исто така да можеме да ја праќаме и на сервисирање на дивите депонии кај што се формираат. Ова е отприлика еден план со 3 нови возила покрај веќе реализираната јавна набавка од оваа година, која што комуналното јавно предпријатие од сопствени средства веќе чека на реализација некаде во февруар месец треба да стигне нова ѓубрарка, најголема 22 кубични метри за подигање контењери и канти од 120-240 литри, контењери од 1,1 метар кубен и контењери од 5 метри кубни, со што ќе го скратиме и времето на изнесување на самите контењери од 5 метри кубни, а и ќе заштедиме доста финансиски средства. Представници од општина Кочани зборуваа за надлежностите на општината во оваа сфера, пошто се разви дискусија помеѓу учесниците. На крајот беа утврдени заклучоци и препораки за понатамошни активности.